од почнувањето на пандемијата, меѓутоа тоа можеби не беше главниот предуслов. Јавното претпријатие Водовод и канализација почнавте да нудите електронски форми на наплата, буквално на сите услуги. Соочени со пандемијата и со условите кои што ги наложи, јавното претпријатие најнапред превзема низа мерки и протоколи донесе со цел заштита на клиентите и заштита на вработените, на здравјето на вработените и на клиентите. Во тој момент реагиравме веднаш се со цел да се олеснат услугите кои што ги дава јавно претпријатие кон граѓаните, да бидат подостапни. Сепак сме 21 век, модерна технологија. Се направија низа интервенции на нашата веб страна, на нашите електронски страници, значи се превзема низа активности кои што ја подобрија и ја крена работата на повисоко ниво. Значи, како што вие напоменавте, олеснето е електронското плаќање. Брзо плати, воведовме нова апликација, наша значи апликација, која што е мобилна апликација за плаќање на сметките, достапна за Android и iOS системите. И сето ова вроди со плод. Меѓутоа не ги заборавивме и оние постарите граѓани кои што не може да ја користат оваа технологија. Нашите вработени на шалтерите, значи, бевме достапни како компанија за граѓаните во целиот овој интервал на корона кризата. Значи, буквално бевме достапни за цело работно време, значи. Дополнително набавени се и 3 киосци, односно апарати за брзо плаќање. Истите се монтирани во нашето претпријатие, еден има во јавното претпријатие Комунална хигиена и еден има во Тинекс маркетот Годел. Со сите овие работи и начини ние се доближивме многу до граѓаните. На нашата веб страна, значи покрај редовното плаќање на фактурите, може да се пријави состојбата, како што вие рековте, може да се фотографира или едноставно да се каже самата состојба. Пројавуваат ли проблеми, бидејќи има корисници граѓани кои што кажуваат еве пратив и фотографија или бројот на потрошена вода, меѓутоа не е наплатено баш така како што е во делот на потрошени кубни метри вода. Вака. Ние на нашата веб страница точно имаме објавено во кој интервал треба да се достави состојбата. Доколку не е состојбата доставена во интервалот, значи од 15 до 20 се доставуваат состојбите и се генерираат сметките, односно фактурите за наредниот месец, точно во овој интервал. Доколку состојбата е внесена после 20 во месецот, значи сметката ќе претрпи корекција, меѓутоа ќе биде изгенерирана онака како што е веќе изгенерирана, ме разбирате. Меѓутоа, факт е дека секоја состојба ќе биде прифатена од странките и ќе биде извршена корекција согласно состојбата која што корисникот ја има доставено кај нас. Имавте акција и за плаќање на рати, на должници без камати, како поминавте со таа акција? Со оглед, значи, на фактот дека кај корисниците се, да речам, акумулира еден неподмирен долг, јавното претпријатие Водовод и канализација направи една обемна анализа и согледувајќи ги состојбите и работите кои што се во државава, донесе една одлука со која што се откажа од средствата за кои што може да ги прибере по основ на наплата на заостанатиот долг за камати и донесе одлука во интервалот од 15.6. до 31.7. да граѓаните бидат ослободени во делот за каматата. Акцијата помина релативно добро. Склучени се околу 550 договори во висина од 36,5 милиони денари. Меѓутоа не е имал бројот на оние корисници кои што го подмирија својот долг кон јавно претпријатие во целост и истите тие се ослободени од делот за задоцнато плаќање, односно од каматата која што законски може да ја наплати јавно претпријатие. Јавното претпријатие Водовод и канализација се вклучи во една хуманитарна акција, можам да кажам. Помагате на СОС детското село. Со сметките кои што беа дистрибуирани во месец март, се достави едно флаерче и една информација до граѓаните, до корисниците на нашите услуги, со кој што ги известивме дека влеговме во овој проект за помош на дечињата од СОС детско селото. На нашата веб страница има отворено и посебна
посебен дел каде што можат корисниците на нашите услуги да искористат исто да донираат средства. Ние во нашето предпријатие овдека во управнава зграда и во делот што ни е сервисот во Бутел поставени се касички каде што посетителите, граѓаните, корисниците на нашите услуги можат да извршат донирање. Дополнително ја расширивме овој проект го расширивме малце и кон нашите вработени со пополнување на една изјава. Нашите вработени донираат секој месец, значи од својата плата дел од средствата кои што ќе бидат насочени кон СОС детско селото. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и вам.